истрага која денес ќе ја презентирам со работен наслов Траекторија е отворена против 4 службени лица, поранешни високи владени функционери, за кои постои основано сомнение дека во втората половина на 2012 година и во текот на 2013 година презале повеќе действија со кои во постапката за избор на компанија за изградба на автопатните делници Младиновци-Штипи, Кичево-Охрид, ги искористиле и пречекориле своите овластувања и нанале штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 155.117.172 евра и за истиот износ на компанијата изведувач и овозможиле да се стекне со имотна корист. Од доказите кои беа обезбедени во досегашниот тек на постапката, произлегува основано сомнение дека 4 службени лица во постапката за избор на компанија изведувач, покрај тоа што ја одбегнале примената на Законот за јавните набавки, постапиле спротивно и на условите поставени од кинеската влада и од страна на кинеската Ексим банка како заемодавач. Имено, иако според претходно дефинираните услови, осомничените, изборот на изведувач требало да го направат според домашното законодавство, а откако проектната документација ќе ја достават на компании во Кина, кои се наоѓале на листата на кинески компании квалификувани за проекти, тоа не го сториле и документацијата ја доставиле само до 2 кинески компании. Постои основано сомнение дека во месец јануари 2013 година тројцата осомничени, поттикнати од првоосомничениот, иако биле доставени 2 понуди, преговорите ги воделе само со една компанија. Иако во текот на преговарањето со првата компанија, втората компанија, која воопшто не ни била повикана на преговори, доставила дополнителна пониска понуда, ваквата понуда не ја евидентирале никаде и ја сокриле, пошто парафирале усогласен текст на договорот за изградба на автопатните делници Младиновци-Штипи, Кичево-Охрид, со компанијата која имала повисока понуда. Со овие действија постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот закон.